Денес православната црква ги празнува светиот пророк Самуил, свештеномаченикот Филип, епископ Ираклиски со свештеникот Север и ѓаконот Хермес. Светиот пророк Самуил, 15-ти и последен судија израелски, живеел 1100 години пред Христа, роден од племето Левиино од родителите Елкан и Ана, во местото Рама или Ариматеа, каде што подоцна се родил и благообразниот Јосиф. Неродилката Ана со солзи го испросила Самуила од Бога и го посветила на Бога кога наполнил 3 години. Живејќи во Силоам, кај ковчегот на заветот, Самуил во 12-тата година имал вистинско откровение од Бога за казната што му предстоела на домот на првосвештеникот Илија поради расипаноста на неговите синови Офни и Финес. Тоа откровение наскоро и се случило. Филистејците ги покорили израилците, ги убиле двајцата синови на Илија и го заплениле ковчегот на заветот. Кога гласникот му ја соопштил оваа несреќа на Илија, овој паднал мртов на земја и издивнал во 98-та година од староста. А тоа истото се случило и со неговата снаа, жената на Финес. Од тогаш 20 години израилците им биле робови на филистејците. После тој рок, Бог му го испратил Самуила на народот да проповеда покаяние, ако сака да се спаси од своите непријатели. И народот се покајал и ги отфрлил тугите идоли на кои им служел и го признал Самуила како пророк, свештеник и судија. Тогаш Самуил тргнал со војската против филистејците и со помошта Божја ги избришал и ги убил и ја ослободил земјата и народот. Потоа Самуил му судел мирно на својот народ до староста. Гледајќи го остарен, народот му рекол да им постави цар на негово место. Залудно Самуил го одвраќал народот од тоа, зборувајќи му дека Бог е единиот нивен цар. Но народот останал при своето барање. Иако ова барање му било немило на Бога, Бог му наредил на Самуила да им го помаже за цар Саула, синот Кисов, од племето Венијаминово. Саул царувал кратко време. Бог го отфрлил поради дрскоста и непослушноста, па му наредил на Самуила да го помажал Давид Јесеев за цар наместо Саула. Пред својата смрт Самуил го собрал сиот народ и се опростил од него. А кога умрел, по него плачел целиот Израел и го погребале чесно во неговиот дом во Рама. Свештеномаченикот Филип, епископ Ираклиски, со свештеникот Север и ѓаконот Хермес. По се изгледа дека биле словени. Му служеле на Бога во Тракија и прво таму биле предадени на маки за Христа. Кога незнабожците јурнале да ја запалат христијанската црква, храбриот Филип му рекол на нивниот старешина: "Мислиш ли ти дека е Бог затворен во Карпи? Он живее во срцата. Храмот бил разорен, сите книги биле запалени, а овие свештеници биле одведени во Едрене, каде што после самувањето им маките биле фрлени полуизгорени во реката Марица. Уште 38 христијани маченички завршиле со нив. Се мисли дека пострадале во времето на Диоклецијан."